Почитуван заменик министер како представник на владата и почитувани колеги пратеници, особено они од мнозинството, време е конечно да започнеме со вистинска грижа за младите, затоа што она што не очекува и сами знаете која е најголемата закана за Македонија, тоа е демографската бомба која што не очекува, тоа е намалениот наталитет комбиниран со зголеменото иселување. Се сеќавате кога зборувавме вчера за амандманите кои ги предложував, овде поминуваа како предлози, не беа прифатени кога зборувавме за стапката со која се зголемува старосната граница во Македонија. Зголемувањето на стапката на старосната граница, се сеќавате на бројките од вчера, од 10% на 21% за една декада се должи токму на иселувањето на младите луѓе. Погледнете ги податоците и истражувањата кај младите луѓе. 40% од оние кои што се иселиле велат дека се иселуваат од државата поради корупција. Вие сте причината заради епидемијата на корупција која што ни се појавува во државата и притоа лекомислено не сносите никаква одговорност. Слушаме овде секакви дискусии за тоа како се зголемувале платите или како биле зголемени платите. Знаете дека и во хиперинфлацијата имаше такво зголемување на платите. Пред распадот на Југославија во хиперинфлацијата имаше хиперзголемување на платите, меѓутоа тоа хиперзголемување на платите беше проследено со хиперинфлација и на крајот на денот завршуваше со тоа што основни прехранбени продукти се купуваат со милиони и со милиарди. И истото тоа за жал ни се случува и на нас. Кога зборуваме дека имаме зголемена инфлација, таа зголемена инфлација кога погледнете структурата на трошење, особено ги погодува овие млади луѓе. Да не зборуваме за податоците. Само 12% од 100 дипломирани ви работат на струката. Да не зборуваме дека последните два извештаи од Европската комисија, за кои овде се пенавевте дека биле добри и имале одреден напредок, и во двата изборуваат за тоа дека имате потфрлање кога станува збор за невработеност кај млади луѓе, односно младинската невработеност. И двата извештаи континуирано апелираат на тоа дека треба да се зголемат надзорот на она што е планирано во стратегиите за млади луѓе. Зошто? Затоа што не го реализират. Почитуван заменик министер, како доаѓате во собрание и браните буџет кој што има поголема, процентуално поголема, како да кажам, буџетски дефицит од она што е предвидено со закон за буџети. Со закон за буџети, кога го планирате буџетот, не смеете да имате буџетски дефицит кој што ќе надминува 3% од бруто домашниот производ. Буџетот вие 3,4 го прекршувате законот. Зошто го зборувам ова? Вие ќе речете од 25-та. Не е така. Меѓутоа, зошто го зборувам ова? Па имате препорака. Кој е просекот за трошење, односно за инвестиции на владата во образовните политики и во обуки? Колку е европскиот просек? 5%. Зошто од една страна имате тенденција да ги пробиваме критериумите кога станува збор за буџетски дефицит, а од друга страна не можете да ги постигнете критериумите кога станува збор за препораки од Европската Унија? Просекот во Европската Унија или она што се препорачува како минимум е најмалку 5% од бруто домашниот производ да се троши на политики за образование и обука. Во Македонија тој процент ви е 3,7, 3,6, 3,8, ако се навраќаме назад во годините. Значајно помалку од она што се препорачува да биде во Европа. Само затоа го споменав тоа прекршување на буџетското правило. Дали конечно во Македонија треба да направиме регистер на дадени а прекршени ветувања на младите? Потребно е, конечно е потребно некој да одговара. И вчера видовме ситуација. Една абсурдна ситуација во која што бараме средства за проекти за кои што во минатото имаме вести дека биле обезбедени средства. 2018 лиферувате информации дека средствата се обезбедени, на крајот на 2023 ги бараме истите тие средства за кои лиферувана информацијата, средствата исчезнале и ги нема никаде. Конечно е некој да ја превземе одговорноста. Зошто го зборувам ова? Затоа што најголемиот број на ветувања со кои што
власта, СДСМ ја зеде власта, беше и се однесуваше на младите. Што се случи подоцна? Погледнете ги и ја повикувам целата македонска јавност да ги погледне ребалансите на буџетите, особено ребалансите. Првото нешто од кое што се крати секоја година континуирано во последните 6 години во ребалансите, затоа што се сеќавате дека на почетокот на годината ни презентираат едно златно правило дека капиталните инвестиции ќе бидат поголеми од буџетскиот дефицит и така натаму, со ребалансот секогаш се прекршува тоа правило. Еден од најзначајните моменти каде се прекршува, ако ги отворите последните ребаланси, ќе видите намалување во изградба на студентски домови, реконструкција на студентски домови, топлотна изолација на студентски домови и така натаму и така натаму. Секогаш кратите од кај младите. А од друга страна ни се случува иселување, масовен екзодус на оние кои што ни се неопходни за да создаваат и да ја зголемуваат продуктивноста во државата. Батем речено, во држава во која што постојано имате и пат на продуктивноста. Како ќе ја навратиме продуктивноста ако не им дадеме шанса на овие млади луѓе? Како ќе ги дадеме шанса? Еве ви една таква можност. 200 милиони денари не се ништо за огромниот буџет од 5,5 милиарди евра, со кој ќе ги зголемиме сите стипендиите, меѓутоа тоа зголемување ќе биде само за да се усогласиме со инфлацијата која што, верувајте, го изеде и онака нискиот стандард на македонскиот граѓанин, а особено стандардот на студентите. Да не зборуваме за сите неприлики во кои што ни се наоѓа образованието, градејки штетни предрасуди, градејки штетни, би рекол, парадигми во кои што се лиферуваа вести како, не знам, дојде време за учењето на памет, штетен е оној кој што ќе му даде книга на своето дете. Се сеќавате на тие вести во кои што Мила Царовска си градеше репутација во државата и тогаш од овде, од оваа говорница повикувавме аман да иставиме крај на ваквото нестручно водење на образованието кое што не донесе денес онаму каде што сме, да бидеме на дното на PISA истражувањето, да немаме ниту еден факултет и односно да бележиме постојани падови на Шангајската листа. И на крајот на денот младите луѓе во Македонија да се борат и со неквалитетно образование, да се борат и со непостојање на учебници, да се борат и со корупција. Не го заслужиле тоа. Верувајте ми, не го заслужиле. Потребно е барем малку да покажеме разум. Овие барања, уште еднаш ке повторам, се резултат на барањата на студентите. 200 милиони денари за зголемување на стипендиите, за 20% поради двоцифрената инфлација во изминатите години. Ви благодарам.